Дедо Мраз им донесе лоши вести на американците. Непосредно пред нивниот Божик тие останаа без единствениот автомобил со цена пониска од $20,000. Заради веќе на широко елаборираните причини, Нисан прекинува со продажбата на Верса, кој се произведуваше во Мексико. Овој мал седан никогаш не беше замислен како автомобил кој ќе ги запали фантазиите, туку како рационален обид да се задржи еден пазарен сегмент за кој никој не се сомневаше дека е пред изумирање. Така формулата на јапонскиот производител да се користи проверена механика и ефтина работна сила функционираше се досега. Финансиските проблеми во кои западна заедно со промените на условите за работење на американскиот пазар пресудија. Верса во историјата ќе остане запаметен како глобален мост што ги поврзуваше микра и големата Сентра. Меѓускиното растојание од 2600 мм и даваше подвижност, а 1,6 литарскиот мотор со 122 конски сили, скромни, но доволни перформанси. Со цената беше совршено позиционирана и логичен избор за сите оние кои сакаа поевтин, но нов автомобил. Нисан се потруди добро да ја пласира меѓу другото, нудејќи им кредити и на купувачи кои беа одбиени од конкурентите. Затоа и продажбата добро се држеше, но таа не траеше вечно. Сега најефтиниот автомобил во Соединетите Американски држави чини $22,000, а настанатата пазарна празнина никој не се ни обидува да ја пополни.